Навреди, невкусни шеги, етикети, слаба транспарентност, цинизам и подсмев кон седмата сила. Кога некое прашање не им одговара, функционерите на коалицијата СДСМ-ДУИ или со контранапад или со неконкретни одговори. Речиси секој од политичарите залепил по некоја етикета на новинар или се однесувал со нетрпеливост. Како на власта и гори под нозете, така го заострува односот кон медиумите. Неодамна премиерот Ковачевски, кога одржа вонредна пресконференција, наместо конкретни одговори, ни држеше лекција по хемија, а неговите колеги сладко се насмеа. На 15 октомври мора да има парно во државата. Како? Тоа е прашањето. Со грејење на вода во топланите. Која е процедурата? Знаеме дека треба да има топла вода за да има крај. Неретко министрите си земаат за право да ги квалификуваат прашањата на новинарите. Таков беше случајот и со министерот за земјоделство. Велите има доволно количество, зошто тогаш се набавува од Србија? Нормално дека се набавува, прашањето ви е контрадикторно. Дали министерот за економија има новинарски амбиции? Оваа дилема се отвори откако се помеша и во тоа што работат уредниците на медиумите. Па не верувам дека и вашите уредници учествуваат во консултативните состаноци на ДУИ. Се изнервира и дека секој ден бил приморан да одговара на исти прашања. Вака се. Мислам дека секој ден треба да одговараме на исти прашања. До 30 октомври е рокот кога треба да се донесе одлуката. Ама на неговиот шеф очигледно не му е проблем да го повторува истото, па така 3 дена поред повторуваше дека во Македонија имало два концепти, а тој бил предводник на оној вистинскиот. Постојат два концепти. Едниот концепт е оној на чие чело што сум јас. Вториот концепт, кој што е нотиран во овој извештај, е концептот на блокади. Во државата има два концепти. Во моментов во државата имаме два концепти. Неговиот сопартиец и поранешен градоначалник на Скопје Петре Шилегов не штедеше зборови, посебно кога беа во прашање новинарите на Алфа телевизија. Да ве чекаме? Не беше загадено вчера што не збори глупости. Вие сте од ТВ Алфа, каде е на Алфа камерата? Која камера на Алфа? И поранешниот премиер Зоран Заев не бираше зборови во дадени ситуации. Неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини ЛГБТ заедницата, еден педер. Истакнувајќи го неговиот став за Алфа телевизија, тој јавно одби и телевизиски дуел. Не ја прифаќаме. Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ке видите зошто. Примерот на поранешниот лидер на СДСМ го следеа речиси сите функционери со етикетирање на телевизијата и на новинарите. Јас и со вас разговарам. Би сакала да разговарам и со сопственикот на вашата телевизија, ама не го знам кој е. Дека транспарентноста е само декларативна, покажува и односот на вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричик. Јавноста никогаш не дозна колку пари потрошил на јадење и пиење, иако новинарот на А1 он уредно испратил барање. Маричик, за да го избегне одговорот, вината ја префрли на административните служби. Сигурен сум дека не е одговорено заради некоја административна грешка. И покрај тоа што новинарските здруженија повикуваат на поголема транспарентност и отчетност, власта не си ја научи лекцијата. И токму поради ова невладините организации често знаат да им забележат на голем дел од политичарите, чии главни адути во одбраната се иронијата и подсмевањето, тогаш кога не знаат што да одговорат. Владеачката коалиција во предизборието ветуваше слободни медиуми и почит кон новинарите, но и ова остана ветено и неостварено.